Дами и господо, доколку сакате да дознаете повеќе детали за ромите како народ, ќе ве поканиме на една изложба која што е во тек. Поставката е овде во просториите на Истгейт, а е во организација на Институтот Ромалитико. Овде со нас е Кенан Таер, координатор на комуникација од овој институт. Шукар диве. Кенан, би сакала подетално да позборуваме со вас. Благодарам што ја прифативте поканата и што ќе ве имаме во Добро утро секое утро. Ги поздравивме ромите на ромски со едно здраво. Драго ми е што нешто научив јас на ромски од вас, но овде на оваа изложба може да се научи многу повеќе, така? Така да, пред се сакам да се заблагодарам за поддршката ваша како медиум, како Алфа ТВ, што сте тука нели за Институт Ромалитико и денес за изложбата. Оваа изложба е поставена еден месец тука во просториите на Истгейт, најголемиот трговски центар во Македонија, и не за џабе е поставена овој месец. Тоа е поради нели меѓународниот ден на ромите, 8 април, или нели на ромски машкарте мутно диве Роменгоров, тото април. Така што благодарам што сте тука. Овде до 7 мај сите оние кои што се заинтересирани можат да дојдат и да погледнат многу интересни факти. Ајде да одиме со ред. Што е она се што содржи оваа изложба? Така, најпрво сакам да кажам дека изложбата е поставена на два јазика, македонски и англиски јазик. Англискиот јазик е секако за останатите заедници во Македонија, а македонскиот нели е предимно за македонскиот, за сите оние што го говорат официјалниот јазик во нашата држава македонскиот. Тука во овој простор, во овој мост, ние поставивме од двете страни по 6 тотеми или геометриски фигури, во кои што концепцијски се распределени одредени информации за ромите. Во сушина ние сакавме да го направиме на два начина. Еден дел да биде забавен, со светски познати ромски личности, и еден дел да биде со општи информации, како например најважните денови за ромите, историја на потеклот, каде доаѓаме, бројки на ромите низ светот и факти за ромите во однос на културата, традицијата. Тоа е знамето, првиот ромски конгрес, зборовите, нашиот јазик, колку е богат, од каде потекнува и слично. Забележав дека има и застапеност на ромите низ државите, така? Да, имаме неофицијален број на роми низ светот. Неофицијален велам затоа што нели во одредени држави нема конституција на етникум во државата, туку ако живееш например во државата си германец или американец, мислам како што си во Република Македонија си нели македонец пред се како граѓани на Македонија, па потоа етничката припадност. Сега тука истото се случува во сите други земји, меѓутоа ние затоа што комуницираме како роми низ светот и знаеме според подписите во одредени држави колку сме, овие се некои неофицијални бројки од топ 11 држави што ние ги издвоивме по редослед, од најзастапените каде сме, во која држава до 11-тото место по застапеност. Каде сте најзастапени? Во Турција ни има 5 милиони. Секако тоа не за џабе така, затоа што ние потекнуваме од северниот дел на Индија, од Пенџаб, и од таму се шириме во 10-тиот век, во 11 и 12 век веќе влегуваме во Европа. И нели тој дел прв пред да влезеш во Европа или Евроазија, всушност Турција. Таму сме 5 милиони, меѓутоа во Романија, например, е следната држава по број, таму сме 2 милиони 500. Не има во Шпанија, тоа е друг бран на трансмисија кога ние нели поминувавме, таму сме милиони 100. Исто така сме во Франција, милиони 200.000. Исто така и во другите континенти, не само во Европа, во Бразил, например, сме 1 милион. Исто така интересно е таму да се каже дека 4 години председател бил исто и ром во Бразил. Меѓутоа таму ништо, има друго редување и не е битен етникумот, меѓутоа ние од податоци знаеме дека бил ром. Во Унгарија исто сме 1 милион, во Америка сме 1 милион. Не има, значи во одредени земји низ Европа и целиот свет поголема застапеност. Распространети, застапени и познати, многу звучни имиња имаат ромско потекло. Дел од нив се прикажани и преку оваа изложба. Така, нашиот акцент е ставен на 12 славни личности.
Секако има повеќе, меѓутоа ние ги одбравме овие затоа што сметавме дека на тие што ќе на сите граѓани што ќе поминат низ мостот, ќе им биде интересно да дознаат дека на пример Чарли Чаплин е ром, за него беше пронајдено писмо дека е бил роден во каравани, дека потекнува од ромско семејство, номадско ромско семејство во тоа време. Потоа Елвис Присли, тој е нели кралот на музиката како што го нарекуваат во Америка и се уште живее со неговите песни ден денес. Чарли Чаплин кажав, Елвис Присли, потоа холивудски актери како Јули Рита, тие се значи познати актери од минатото кои снимале холивудски филмови. Го имаме Джин Райнхард, тој е француско-белгиски композитор. Сигурно кога слушаме некоја песна ја знаеме, дали по джингл или по реклами било каде откупено правото за нејзино емитување. Пабло Пикасо е еден од артистите кој што бил ром и за него нели има цел правец во арт светот. Така што овие работи сакавме да ги акцентираме бидејќи знаеме какви се пребирањата со ромите во различни земји, како доживуваме ние асимилација или на некој начин подкупување за време на политички кампањи и слично. Само сакавме да кажеме дека сме горди роми. Со ова сакавме да кажеме ти си ром, да му кажеме на секој што е ром, како јас што сум ром. Треба да бидам горд и треба секој ром да биде горд, бидејќи овие податоци тука треба да те направат горд како ром и да нели да се го задржиш идентитетот и да не бегаш од него. Но исто така и на другите да им кажеме, да им дадеме информации, бидејќи нели овие информации не се учат по училиштата како посебна лекција. И затоа Институтот Ромалитико сака да направи една историска лекција, едукација во Истгејт и да представи дел од најважните моменти за ромите. Кога сме кај тоа дека сте горди роми, имате еден забавен момент во склоп на оваа изложба каде што ќе ги повикаме сите оние кои што ќе поминат од овде да се фотографираат. Ајде појасни Кенан ти зашто поточно станува збор. Така, да, спротивно од нас се наоѓа рамката за сликата. На таа рамка што е нели поголема, каде што може да влезат дури 20-30 личности. Не за џабе така направена, бидејќи на таа рамка со сликање таа крие и награда, потенцијална награда со тоа што сите оние кои што сакаат да ни одадат поддршка после разгледувањето на изложбата и запознавањето нели со нашата историја, традиција и култура, може да се фотографира, да не тагнат на Инстаграм со тагот на Ромалитико или Ромалитицо на латиница. И на нас ќе ни излезе сликата, тоест јас нели менаџирам со социјалните медии, така што ќе ми излезе сликата, ќе ве репостираме и тие што ќе имат најголем број на лајкови, трите први фотографии по лајкови, ќе добијат символичен еден ваучер од Истгејт за пазарување. Тоа е еден гифт карт од комерцијална банка со кој што може во одредена локација во Истгејт да испазарат за 1000 денари. Ова е нели символична награда за да им кажеме фала на сите оние што ќе не поддржат. Рамката е во суштина направена, на пример сите имаме пријатели роми, мислам, и добро е со нив да дојдат да се фотографираат заедно и да покажат дека имаат пријател ром, дека еве научив ја нешто за вас. Едноставно да си ги знаеме информациите едни со други, бидејќи тука секојдневно живееме и мислам убаво е да се знае едни за други работи, така што тоа е некоја цел за рамка. Прекрасен поттик за зближување, па и запознавање, доколку дојдат овде и можат да се запознаат со многу роми. Како оди посетеноста? Официјално отворање на изложбата беше на 8 април. Како оди досега посетеноста, реакциите по социјалните медиуми? Дали сте задоволни тоа како се развива интересот за ромите? Прво нешто што морам да кажем дека не можеш да измериш на место каде што поминуваат многу луѓе, илјадници луѓе, колку од нив ќе се задржат да прочитат. Меѓутоа и вие сте тука и мислам ние кога доаѓаме го посетуваме молот, гледаме како одредени личности застануваат, читат. И за нас е доволно дури да застанат на една информација да прочитат или да се заинтересираат што е ова. И тоа да ги потикне да прочитаат и други информации и така да дојдат во контакт со нашата историја, традиција и култура. Посетеноста несомнено е добра на некој начин, затоа што ние во инбокс добиваме видеа како снимаат, како сликаат и не мислам и затоа е стајна и рамката. Така што општо посетеноста би рекол не може да се измери сега колку точно, меѓутоа
Меѓутоа сите што поминуваат од тука го гледаат ова и се запознаваат со некаква барем информација, една барем информација од изложбата. Сте задоволни очигледно вие како институт. Ромалитико институтот првпат организира ваква изложба, ако не се лажам. Дали можеби имате идеја и во иднина ова да се повторува? Дефинитивно. Ние досега како институтот постоењето неколку години поред организираме на затворено манифестации. Имаме покането амбасади, институции, граѓани, нели наши пријатели или некој друг што сака нели да дознае и да види нешто на настанот за ромите, меѓутоа овој пат одлучивме и наредните години секако да се наdoveżам на прашањето, ќе организираме вакви повеќе јавни изложби или манифестации за да бидеме јавно присутни пред народот. Неодамна, на пример, мината година имавме и стриминг на филм на школка. Ромски филм Gypsy Queen од Германија. Е филмот, дури го има и на Netflix. И тука исто така, сега со изложбата, секоја година гледаме да сме помеѓу граѓаните, за да не ги информираме. Бидејќи некако го земавме тој товар на себе како институт Ромалитико, затоа што ние располагаме со факти, научни истражувања, политички, воопшто граѓански истражувања, значи ние работиме на тоа поле и некако отчетно е ние да сме во јавноста и да ги едуцираме сите за ромите. Оваа изложба која што гласи Кои сме ние, тоа е насловот на изложбата, е само еден сегмент, едно парче од мозаикот на проектот на USAID кој што се случува и се одржува и допрва ќе се случува, колку што можев да научам нешто од вашите објави на Facebook на Ромалитико. Кажете ми од што се состои овој проект на USAID, какви се идеите и плановите за развој, за афирмација и за подобрување на животот на ромите во Македонија? Ние со овој проект на USAID за инклузија на ромите, така се вика проектот, планирано е и имаме веќе активности на терен со ромската заедница во сите општини. Ние функционираме во 18 општини. Во сите тие општини имаме хабови или канцеларии во кои што и сите тие канцеларии се блиску до ромските мала. И на истите може нели да поминат граѓаните да влезат и во хабот и да се информираат за повеќе работи. Во суштина, вадење на лична документација, бизнис, доколку сакаат да отворат нов, може исто така да аплицираат во агенцијата преку нас. Ако имат некој локален проблем во заедницата, во градот, што ги тангираат лично ромите, може да го решат. И имаме исто така од пред некое време отворено Реагирај ОРГМК, тоа е веб страна каде што може да пријават било каков случај, доколку им се прекршени одредени права на ромите. Било каде да се наоѓаат во Македонија, бидејќи немаме исто и правнички тим, правен тим, кој што го зема случајот, го разгледува и согласно на тоа дали има докази доволно или доволно сомненија, постапува или правно, за да помогне во одреден случај. Во суштина ова го правиме бидејќи ромите на некој начин се гетоизирани и понекогаш нема пристап до сите информации и услуги кои што ги нуди државата за нив. Така што лицата што се ангажирани се од самите мала, значи тие живеат со своите сограѓани и ја има довербата на сограѓаните, така што кога ќе дојдат они во канцеларијата имаат многу познато лице за заедницата на кој што може да му верува за да се обрадат да им се реши одреден проблем. Тоа е во едниот проект. Во другиот проект што се вика Заедно за просперитетна заедница, исто USAID, таму најново нешто е зелени ромски мала. Ние сакаме во 17-18 општини каде што делуваме, оние сите депони, некои неуредени места каде што живеат ромите, да ги преуредиме во паркови, да посадиме зеленило, значи да изгледа урбанизирано местото на живот за ромите. И сакаме едноставно да ја смениме таа слика во медиумите, кога се зборува за сиромаштија, за било што, се дават кадри од роми како питачат, како бркат по канти. Тоа не е целта, тоа нели сакаме да го смениме, сакаме да покажеме дека и ромските населби може да бидат урбанизирани и нели со зелена агенда како што е нели текот сега. Ни цел све за чување на планетата Земја и слично. Како оди фидбекот од страна на ромите во овие ситуации? Вие сте во непосреден контакт со нив. Убаво споменавте да, за жал такви се честопати сликите за ромите. Се радувам што некој се обидува да го промени тоа, но каков е фидбекот? Честопати се случува дека се наидува на отпор од нивна страна. Дали е тоа така?
Апсолутно. Ние на почетокот од имплементирање на проектот, затоа што многу политичари се појавија, многу други невладини се појавија, им ветуваа работи, ги зема за сликање, за промоција, за било што, на крај не им ги исполнува работите. Отпорот беше голем на почетокот, меѓутоа како што кажав, имаме човек од самата заедница што работи во проектот. Тоа е нешто што досега го немало. Значи не им се појавува некоја друга страно лице што доаѓа кај нив, туку е самата заедница. И вели, што од мојата заедница, значи е мојот комшија, може да ми помогне, или дека проектот стварно ветува како резултати. Ние само оставаме на времето. Ние се што правиме, не ни мислиме на отпорот. Само се појавуваме, решаваме проблеми, после гласот се шири. Знаете како, ако се направи едно добро дело на едно семејство, на второ семејство, на трето ромско семејство во малото, потоа вели, да, ова е друга организација, да, можеш таму да одидеш да обрадиш во таа канцеларија да ти помогнат. Тоа е ние оставаме на времето да зборува и на нашите резултати, секако социјалните медиуми се тука, за да и вие и другите медиуми и други организации се информирате за натишните тековни активности, но и да се информирате за тоа колку е успешен проектот. Кинам додека ние разговаравме, она што јас можев да го забележам од оние случајни минувачи, најповеќе застануваат кај фотографиите на познатите личности. Дали и вашата статистика говори за тоа? Што мислите, што најмногу привлекува внимание овде? Апсолутно, како што кажав, се 12 познати ѕвезди. Знаете, кога ќе поменеш од негде, ќе видиш познато лице како Елвис Пресли, Чарли Чаплин, Пабло Пикасо, Тайсон Фјури, Алба Флорес од најпознатата Netflix серија La Casa de Papel или Money Heist. Се прашуваш, чекај сега, овие ликови ги знам, ги видов, се општо познати, што е ова, да. И доаѓам да прочитам, да видам, значи ова бил Ром, на кој начин бил Ром, пошто на текстовите не пишува само дека е Ром, туку пишува зошто и како е Ром, како сам зборува за тоа и е горд. Например, фудбалерот Каризма има милиони интервјуа на кои што си го слави својот идентитет. И многу други фудбалери што се во шпанската лига се исто така роми. Исто така крајните, пропуштив да кажам за крајните триаголници или геометриски фигури, тие кријат факти за ромите. Тоа се општи факти. Например, од каде потекнуваме, зошто ние знаме тоа какво што е или небото на сината боја, по линијата на зелената боја, чакрат од Индија, индиското знаме, црвената која што значи напредок, движење, номадски живот на ромите. Што не е веќе така, нели сите сега се инкорпориравме во општествата и живееме на едно место. Исто така и за јазикот имаме повеќе од 33.000 збора, имаме соствена граматика, потекнува самиот јазик од санскритот, има 8 падежи, значи некои работи што стварно не ги знае јавноста, може да дојде да ги прочита и да ги научи. Друго не би откривал ништо, може да дојдат луѓето да видат. И има мини речник со зборови. Тоа е зборови кои што интересно е како ги читаат, нели со различен акцент, па преводот нивен. Така што имаме навистина фидбек од тој аспект, фидбек од тоа ова е интересна информација, ова е нешто ново за мене, или ова не го знаев, или добро до сега не бе во контакт со вакви информации, ама еве ги сега еден месец стојат тука и може нели да ги сликаат, да ги зачуваат во телефон, да ги снимаат и да се ги имаат за понатаму. Институтот Ромалитико секако секоја година веќе ќе биде на јавен простор и ќе печатиме и нови вакви фигури, плюс истите ќе ги реискористуваме, бидејќи знаете како се што е поставено дури еден месец е малку, треба почесто. Јас сакав да прашам, дали може би имате идеја да се поместите од оваа точка од Скопје и да се проширите и на другите градови низ државата? Апсолутно. УСАИД исто има корнерс во повише градови и ние имаме нели канцелари и имаме такви ромски мали места каде што на отворено можеме да организираме вакви настани активности. Но бидејќи како што кажав, ова е само еден мал дел од нашите проекти, ние повеќе се стремиме кон тоа да ги поврземе со институциите ромите, институциите да станат свесни за нели по помошта што треба да ја дадат на ромите, а не да ги одбиваат на шалтерите поради незнаење или неинформираност. Ние гледаме тој политички геп или простор да го решиме, што е некако многу тешко во денешни услови во државата да се реши, ама ние се угодуваме со институциите да излеземе на крај. Меѓутоа да, сакаме да бидеме меѓу народот, да ќе бидеме и овие фигури ние нема да ги фрлиме. Овие фигури ќе останат во архивата наша и ќе ги
преселуваме. Да. Преселувате и ги. Да, тој политички јас посакувам што поскоро да исчезне со цел да се чувствувате многу поудобно овде во Македонија. За самиот крај ќе те поздравам. Може ли само еве за крај уште еден збор да научам? Благодарам како се вели на ромски? Овен са сте е во множина. Како бидете здрави во буквална смисла, меѓутоа фала или благодариме. Овен са сте. Овен са сте. Ете, научив два збора за сега, има уште многу да се научи, уште еднаш благодарност Кенан до тебе. Посакувам успеси за Ромалитико како институт. Потсетувам за сите вас до 7 мај. Поминете овде во просториите на Eastgate под овој прекрасен мост и ќе имате можност и прилика да научите нешто повеќе за ромите.